Здраво на сите и добро дојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Ги поздравам на ова место сите љубители на астрологијата и секако сите македонци кои што живеат на секаде низ оваа преубава планета Земја. Ајде да се дружиме вечерва некако заедно. Ајде да позборуваме нешто, ако сакате да дознаете нешто повеќе за ова соларна еклипса, за затемнување на сонцето кое што веќе помина, беше на 14.10.23 година, точно во 19 часот и 59 минути. Значи на 21 степен во знакот Вага. Кои беа тие актери? Кои беа тие сите планети интегрирани на овој ден? Што е тука битно да се знае? И да видиме што може да не очекува, која е таа цела символика, што е важно да се знае за ова затемнување на сонцето, каде што исто можеме да кажеме имаме истовремено една млада месечина. Значи, кога сонцето и месечината прават една конјункција меѓу себе, секогаш имаме млада месечина, а затемнување на сонцето или пак на месечината, секогаш се оваа релација на јужниот и северниот јазол, кога се они исто така интегрирани во оваа игра, кога се они исто наоѓаат во тој знак, каде што или сонцето или месечината, каде што имаме една соларна или лунарна еклипса, тогаш значи имаме затемнување на сонцето, како што е сега во овој случај на 21 степен се наоѓа сонцето и месечината, како што реков, прават една конјункција, Меркур е тука исто така интегриран, јужниот јажол и ајде да речеме и Марс. Иако е он веќе на првиот степен во знакот Скорпион. Знакот Вага е еден кардинален воздушен знак. Знакот Вага представува исто така и седмата куќа во природниот хороскоп. На седмата куќа е символика на партнерството, на секоја врска. Значи, тоа значи може да биде и на некоја врска која имаме на работно место, врска која што може да ни биде измеѓу која што имаме една врска меѓу партнерот, врска однос меѓу брат и сестра, однос меѓу мајка и татко, на работно место, во кариерата и секако на прво место во бракот. Што све тоа значи? Значи, Вагата е ориентирана, баш за не е тоа толку многу битно, да биде во некој однос. Значи, Вагата не сака да има кавги. Вагата е еден знак кој обожава хармонија, мир, склад. Тоа е значи единствениот знак кој што сака без кавги своите проблеми да ги реши. Значи тоа е нејзиниот најголем потенцијал. Браво, драги Ваги. Ние можеме од вас сите нешто да научиме, а тоа е да бидеме во хармонија, во склад. Секогаш во склад, на прво место со себе си, да се прашаме каде и што сме ние нешто во нас во дисхармонија, кој дел од нас или кој поле од нас е во една врста дисхармонија, каде сме во нешто со дисхармонија. И секогаш на тоа поле да работиме. И секогаш кога тоа ќе го совладаме, значи кога ќе знаеме што е тоа, на кое поле сум, нешто имам тако, не сум во хармонија, во дисхармонија сум со нешто. Дали со некого, па може и со самата себе си. Ако тоа го расчистиме, разработиме, што не очекува тука? Еве, погледнете го Кирон, исто така интегриран во ова затемнување на сонцето, младата месечина, што значи Кирон е големиот исцелител. Ако сме во склад со нас себе си, ако ги решиме нашите врски, значи све она што не ни е више потребно, треба да го исфрлиме. Како што овде гледате јужниот јазол, на жал, Јас знам дека вагите обожаваат и не сакаат кавги,
Во секој случај, они сакаат да бидат во некој однос, за да не бидат сами. Ете, тоа е тоа. Меѓутоа, сега со јужниот јазол, ќе ги натера све она да исфрлат, све она што го стајали испод тепих, све она што не ги прави веќе задоволни, све она што не се они самите себе. Значи, све она што ме блокира, каде што не сум веќе ја, него сум веќе може некоја друга личност. Зашто тоа се случило? Затоа што сум сакала нешто некого да сакам некој мене да ме прифати, да ме сака. Значи, сакам некој мене да ме сака. Али што е тука битно? Секогаш е битно самите себе да се сакаме. Секогаш тоа на прво место. А после тоа сигурно дека и другите ќе не сакаат. Затоа што таа енергија ги привлечува другите. Тоа е таа енергија. Ако ние самите не се сакаме, не се прифаќаме онакви какви што сме, па зашто мислите дека другите нас ќе не прифатат? Или ја ако немам, например, добро мислење за мене самата, ако нешто имам некој неповолни мисли во својот ум за мене, ако мислам дека не сум доволно добра, нешто ми фали, другите не ме прифаќаат, другите не ме сакаат, зашто ова, зашто она. Знаете дека таа енергија се префрла секогаш, ја добива оној другиот. Значи, оној другиот, тоа може да биде некоја друга врска, затоа што ние се наоѓаме сите во оваа наша планета. Ние живееме во однос измеѓу машка и женска енергија. Значи, секогаш што мислиме за нас, тоа мислат и другите. Ако сме убедени во тоа, дека не можеме нешто да направиме, дека нас не бидува за ништо, дека ние не можеме ништо, дека не сме културни, дека не знаеме ова, дека не знаеме она. Знаете дека другите истото тоа го мислат за вас. Значи, сега тоа тој Меркур што се наоѓа во вагата, ајде да речеме сега Меркур, што може да каже? Немој да мислиш така. Зашто е сега оваа соларна еклипса важна? Зашто е тука затемнување на сонцето, оваа маска да се исфрли? Исфрлете таа маска што веќе не е ваша. Оваа маска е само добиена од другите. Од таа ваша подсвесна енергија. Важно е сега со оваа соларна еклипса, со затемнување на сонцето, да бидете свесни на прво место која сум ја, кој сум ја, дали е тоа све, дали јас ги имам правиот однос, што мене ми одговара. Затоа што Кирон е тука исто интегриран, тоа значи можеме да добиеме големо исцелување, ако сме искрени со наш себе си на прво место. Значи, секогаш ако сме искрени со себе си, ако се прифатиме онакви какви што сме, да не му глумиме на некој си да кажеме, леле, види колку сум, каква сум, па да правиме све на тоа за да може другиот да не прифати. Знаете дека и тоа ќе го добиете назад. Значи, тој другиот ќе ви глуми нешто. Ја добиваш таа иста енергија. Значи, вие добиваме тоа што покажуваме надвор. Тоа што глумиме, го добиваме истата глума назад. Па дали е тоа супер? Ја мислам дека тоа е катастрофа. Потоа ни се затоа исто така ни се случуваат тие неповолни врски кои што не блокираат, кои што не притискаат да бидеме на една ниска фреквенција. Ама сега, која случка имаме? Имаме северниот јазол. Значи, каков е сега овенот? Овенот иде во акција, овенот знае кој е, овенот е свесен за својот потенцијал. Тоа е разликата измеѓу вагата. Вагата може не е свесна, затоа што она све прави, она што за да се допадне на другиот. Ајде се ја ова ќе направам, ајде се ја ова ќе му направам на него, затоа што ајде да биде он задоволен, а ја што сакам баш тоа сега не е многу важно. Важно е он мене да ме прифати.
А овенот што сака да те научи со оваа релација на овие кармички јазови? Овенот сака да ми каже доста веќе гледаш и на другиот. Доста пазиш више, само сакаш некој друг да те прифати. Сега на прво место стави се ти. Ти си сега битен или битна. Никој друг сега не битен. Затоа што само тогаш, ако тогаш се го прифатиш тоа, ако се прифатиш самата себе каква што си. Дали некогаш си тажна? Дали некогаш си стварно весела? Дали ти се смее некогаш срцето? Дали си радосна? Било која енергија, емоција да ја носиш во себе. Немој да ја скриеш, покажи ја. За да може другиот да прифати твојата стварна, искрена енергија. Значи, тоа сака да не научи северниот јазол во знакот Овен. Да бидеме секогаш искрени према себе и секогаш на прво место самите себе да се поставиме. За да добиеме една здрава врска, хармонична, да, меѓутоа да биде здрава, наздравен, со здрав разум, што се вика. Да не бидеме искористени. Значи, тоа е тоа што сака да ни каже овој северниот јазол во знакот Овен. И баш со Кирон тука, значи Кирон е големиот исцелител, може да добиеме, да доживееме едно исцелување во партнерските односи. Значи, како што реков од почеток, тоа не може да биде само и не мора да биде само во еден партнерски однос, тоа да може да биде во секоја врска на еден однос. Сега, ајде да ја видиме, да ја погледнаме, че кој е тука сега диспозитор, кој е диспозиторот на овој млад месец, па ја гледаме планетата Венера. Планетата Венера беше доста долго време, мислам дека беше скоро 4 месеци во знакот Лав, а сега е веќе во знакот Девица. Значи, тоа е една сосема друга енергија. Што значи тоа? Каков е тој знак Девица? Девицата го представува шестиот знак во природниот хороскоп. Значи, девицата е фокусирана на ситниците. Девицата знае да има тој потенцијал да биде најголем критичар. Значи, они ги гледаат тоа, да речеме, ситниците. Ако имаме некој текст или некоја книга кај што читаме, еве, например, како ја, некои работи не ги читам баш до крај, ја ги поминувам, ги вртам листовете. Меѓутоа, една девица ќе ти каже, чекај, види таму што пише, доста многу важно да го знаеш. Тоа е таа символика на девицата. Значи, оваа Венера во знакот Девица не се чувства баш пријатно. Оваа Венера, значи, она сака на другите исто да им помогне многу. Може да биде голем критичар и во партнерскиот однос, и затоа може некои други партнери или пријатели може ќе рече, ова жена или овој доста досаден, многу гледа голем критичар, тоа не ми пријаѓа мене. Така е, меѓутоа таа нејзиниот најголемиот потенцијал. Значи, она ги гледа ситниците, умее да биде голем критичар. Ве молам тука да не го сватите тоа све на деструктивен начин. Значи, добро е што некој што умее, што го има тој потенцијал да разликува од нешто. Сега, што имаме тука се? Значи, како што рековме, Венера исто символика на љубовта, на партнерските односи, на све она ние што сакаме, што обожаваме. На овој ден точно имаме една опозиција со Сатурн, како што можете да видите, оваа црвена линија што има со Сатурн во знакот Риба. Сатурн, а граница. Сатурн стопира нешто. А ако е баш со Венера, ако имаме таа опозиција, секогаш неповолен аспект, па значи врските, љубовните врски, партнерските односи, било каков однос, моментално е блокирано. Меѓутоа, исто ова кога ќе се Венера, кога ќе иде понатаму, значи она е сега на 5-тиот степен, она се двои, тоа е еден сепаративен аспект, меѓутоа не сега одма она се одвојува од повеќе од оваа констелација.
Сега, ајде да го погледнеме Марс, значи во ова случка, нова млада месечна, исто така мора и Марс да го погледнеме, затоа што он е владар на знакот Овен и истовремено на знакот стариот владар во знакот Скорпион. Што значи тоа? Значи све тие нови идеи, на некои нови врски, све она што веќе не стопира, не блокира да бидеме таа правата личност која што сме. Значи сите маски сега паѓаат. Со темнување на сонцето паѓаат сите маски. Зашто? Се бара да бидеш аутентична или аутентичен. Тоа е таа важност. Да бидеме реално правиот наш идентитет да го најдеме. Тек тогаш ќе можеме сите односи да ги реализираме и да добијат сите односи една врста исцелување. Тоа е значи таа символика на ова затемнување на сонцето. Кој е заинтересиран секако за една лична консултација, тука сум за вас, контактирајте ми преку овие социјалните мрежи. Толку од мене за сега, посакувам секое добро и до скоро. Чао!